civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Што мислите, зашто не се донесува законот за јавно обвинителство? Па интереси на политичари пред избори, да лажат народ и да мамат и измишлят. Законот за јавно обвинителство е сепак за народот. Не е за народот. Ако беше за народот на време, тоа ќе се решеше, момче. Пред избори е тоа. Некој мора да вика уво, некој да поддржува, тоа е така. На овој Балкан, Брдович, да би рекле така. А народот? Народот. Па се во име на народот. За граѓаните мислиме минус, сигурно дека, апсолутно. Све во оваа партиите го направија, цела во оваа состојба. Све е тоа. Само како да се ослободиме без партии, кој како ќе ги предложи кандидатите. Инаку ја, бога ми, најобичен човек, ако собери 10.000 подписи, може и ќе биде подобар парламентарец, некој од овие што мора да слушаат воđите на партиите. Секој си гледа своји интереси, па калкулираат и двете страни. Па ќе видиме што ќе биде. Не знам, тоа не ме прашува мене, жити мене. Од кај да знам, не ги разбирам овие работи. Не сум во ниједна политичка партија. И од кај да знам. Сега како ќе ни кројат овие? Добро, во нив немаме, ама што да правиш? Тие кои се. Дали ќе победат пак на избори, па да видиме. Но тоа, например, законот за јавно обвинителство сепак е и за граѓаните. Од кај да знам кого, да те бирам тебе ли? Мислам дека ќе бидеме поправедни, ја и ти да бидеме тамо него тие. Тие не мислат за народ, тие мислат за себе. Како да плячкат, како да ме зимат од мене, од тебе, од другиот. Не гледам некоја решење. Мислам дека ќе дојдат подобри времења ако ние ги туркаме тие луѓе што стварно ќе мислат за народот малце. Доста мислија за себе, нели? Ги напунија джеповите доста, кај ќе ги носат? А мислите дека затоа и не се носи законот? Па и затоа не се носи. Значи има некоја тарифа тука што сите така си мислат. Едно мислење има. Без разлика на која политичка партија? Па од кај да знам. Сега се покажуваат сите исти. Едниот земи бега, другиот земи бега, и третиот земи, таа земи, оваа земи. Од кај да знам. Ја имам работници, али ја прво мислам за работници, а после мислам за мене. Пошто ја сум приватно. Али овие не мислат, овие мислат само за себе. Ја верувам, треба, нели? Али што ќе ми треба $100 милиона? Што ми ќе милиарда долари? Кај ќе ги носи? Еден човек, еден стомак, ти имаш еден стомак јас. Нели? Повише што? Можам да јадем ја 10, ти може да јадеш 15. А повише каде? Овие немат крај, немат граница, немат ништо. Тешко прашање. Тоа треба политичарите да го знаат, а ние граѓаните само да посматраме какви одлуки ќе донесат тие. Не сме задоволни. Најверојатно има некои што мислат дека е спротивно од ова што го прават заради највеќе криење на криминал, најверојатно е тоа. Па сега едните едната страна, другите другата и не верувам дека ќе се донесе. Можно е се. А тоа е политичка одлука. А зошто мислите политичарите зошто не го донесуваат? Па сигурно си имат интерес свој. Секој на своја страна се влече, а народот испашта. Тоа е тоа. Значи, треба да се седне, да се најде еден заеднички договор, да бидат сите задоволни. И позиција и опозиција. Значи, тоа е причина, да не ме сватат. А граѓаните дали треба да бидат задоволни? А граѓани во секој случај мора да бидат задоволни. Значи, граѓани треба прво тие пратеници што се там во собрание, тие се во интерес на граѓаните. Граѓани ги избирале, не ги избирале, они сами себе не си избирале. Значи, треба за граѓани да бидат задоволни. Значи, граѓани, како ќе општество да биде задоволно, народот да биде задоволен, тогаш има успех. Дали било која политичка странка да е на власт. Значи, прво треба да е граѓанин као личност на прво место. civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено.